Нема сомнение дека шахот е една од најстарите игри. Со шах се занимавале или шах играле од кралеви до цареви, од императори и војсководачи, меѓутоа и обични луѓе. Многу од нив оставиле силни траги во шахот во светот. Ние почитувани се наоѓаме во домот на еден од најпознатите битолски шахисти, тоа е Борче Илиевски. Ке се обидеме да прошетаме низ неговиот живот, да кажеме кога шахот се појавува во Македонија, како се развил шахот во Битола и какви се резултати или со кои се луѓе се среќавал Борче Илиевски во долгогодишната шаховска кариера. Ние сме во неговиот дом и така ќе започнеме разговор со него. Роден сум пред 77 години во битолското село Ѓавато и одма по ослободувањето 1946 година заедно со мојата фамилија се доселивме во Битола. И живеев на улица 29 ноември во куќа која се наоѓаше одма под зградата на училиштето Гоце Делчев. Тогаш првата зграда беше економско училиште и живеев на местото кај што е сега Домот на културата во строевиот центар на градот. Шах научив во својата касно, во својата 11-та година, отидов на летовање во манастирот Света Петка во село Цапари и тамо бев од Александар Поповски Алпо, порано така ми беше пионерски раководител, а потаму стана тој па и детски писател познат во Македонија. Од него ги научи првите потези. Меѓутоа, шах почнав поактивно да играм покасно во својата 15-годишна возраст. Познато е дека во Битола најпопуларен спорт е фудбалот и јас, иако научив уште на 11-та година да играм шах, во малата си игравме фудбал со партална топка кај спиталјето. Спиталјето е простор негде кај скршена џамија и зградата на управата за јавни приходи. Тамо имаше празен простор и ние децава тамо со парталната топка по завршувањето на школските часови одевме игравме фудбал и бевме љути противници со пиварата која исто така имаше добар фудбал. Ќе споменам овде дека заедно игравме во нашата мала кај спиталјето со браќата Лазаресчи. Едниот е Брацо Лазаресчи кој постана и голман на работник, а другиот постариот негов брат Драшко Лазаресчи беше и југословенски младински репрезентативец, играјќи на местото центар халф. Во 16-та година веќе ме заинтересира и шахот. Враќајќи се од фудбалското игралиште на градскиот стадион, заедно со моите соученици од гимназија, свративме заедно да речеме со Манаки Леонида, бев јас синуна на Манаки, во Пешка. И тогаш прв пат видов дека се игра некој градско шаховско првенство и од тогаш ме заинтересира ова игра и јас почнав да се занимавам со шах.
читано дека прв пат за шах се спомнува симултанката на светскиот првак Александар Алјекин во 1939 година, кога одигра симултанка во Скопје во домот на армијата, на 24 табли со градителите и инженерите на матка. И резултатот беше 22 победи за Алјекин и 2 реми, од кои двете реми ги направија руски емигранти. Едниот се викаше Полјаков, другиот Залевски. За прв пат е одиграно на екипно првенство на Македонија, екипно првенство на Југославија, уствари по ослободување одма во 1946 година. Македонија тогаш беше представувана и прв шаховски клуб кој настапи на такмичење беше Работнички Скопје. Практично то не беше само работнички, него беше репрезентација на Македонија собрана најдобрите од сите градови, 8 души, и за да пружат појак отпор на овие другиве екипи од останатите републики во кои се играше поквалитетен шах, се собраја и Работнички нормално си беше на последно место и испадна. Во тоа време во Македонија еден изразит, да речам, добар играч беше Павле Бидев, роден во Делчево, и тој во 1947 година на поединечното првенство на Југославија што се одржа во Љубљана ја освои титулата национален мајстор. Јас со него имам играно на 2 пати, 55-та и 65-та година на републичните првенства, и 2 пати ремизирав, меѓутоа беше навистина многу солиден играч и едини тој се носеше равноправно со останатите југословенски мајстори. До 1948 година, со основањето на Шаховската федерација на Македонија, тоа се викаше Шаховски сојуз на Македонија, шахот веќе доби општествено признание, затоа што се виде дека шаховската игра допринесува за културен развој на младиот човек и воопште го гради карактерот на човекот, ствара поубави навики културни, фантазијата ја развива паметта и полно други особини, настојчивост, упорност, навики за работа, и затоа се формираат тие сојузи и преку нив почна да се јавуваат и клубовите, почна организирано експанзија на шахот во Македонија. Формирани се клубовите од страшно шаховски ентузијасти. Јас познавам 5 во Битола, беше Јонче Сотировски, вработен во Завод за социјално осигурање. Може се смета тој пионер на шахот во Битола, основач на клубот, преседник долгогодишен. Воопште сите активности ги организираше тој.
прв, пак морам и ова да го спомнам, прв преседник на Шаховскиот сојуз на Македонија беше академикот Блаже Конезџи, кој испушти да кажам дека 46-та година во составот на работници настапи тој на 6-та табла да игра и ремизираше со Александар Матановиќ, кој постана тој и велемајстор, покасно ремизираше, значи Конезџи, а Матановиќ постана и познат светски играч и првак на Југославија, велемајстор. А исто така, значи, по ослободувањето забележано е дека Конезџи беше првиот претседател на Шаховската федерација на Македонија. '49 година за прв пат во Битола е организиран турнир. Во Битола 49 година во Ловџиски дом се играше шаховски полуфинал на Југославија. Тоа беше квалификациони турнир кој ќе се пласират за финалето на идниот шаховски шампионат на Југославија и игра познати играчи, мајстори да речеме и Мио Удовчич, кој 63 година стана и сениорски првак на Југославија, шампион. Рудолф Марич, Братислав Грубер и Љубинко Мајсторовиќ, и познати мајстори да речеме, и ова го спомнувам затоа што ете 64-та година јас имав прилика да играм на прва табла и со Мио Удовчич во мечот меѓу Стево Патакот и Младост Индустријадња. Партијата заврши со реми, а брато мој Димче па на втората табла го порази исто така велемајсторот Мато Дамјановиќ. Јас за прв пат тогаш во Ловџиски дом видов како изгледа една регуларна партија со шаховски часовници, дека се бележат потезите, шаховските потези, и ме чудеше дека долго размислуваат играчите и мислев дека гледаат секоја фигура кај е најдобро да одигра, да се одигра што. Од тогаш почнав јас да се почесто да одам во клубот. Ете колку може една манифестација да допринеси за популаризација на шаховската игра. Од тогаш се роди и кај мене голема љубов за шахот, го оставив фудбалот, почнав да го посетувам шаховскиот клуб и да го чекам на вратите тој домаќинот на шаховскиот клуб да го отвори клубот и јас да одам до крај со него, до последно го затваравме клубот. Ете таква беше таа љубовта. Резултатот беше одма видлив. Почнав да освојувам категорија. Клубот имаше право клубот да даде четврта, трета, втора категорија. Јас во еден здив едно по едно трите категории ги освоив и веќе во 51 година како второкатегорник заиграв за прв пат и на градското шаховско првенство. Врвни шахисти тогаш се знаеше дека се Јонче Соткировски и Зоз Гиракли и тие ги освоја првите две места, а јас како дебитант на градското првенство го освоив третото место и најавив дека ќе идните турнири, градски првенства ќе имам повидна улога затоа што бев млад и со голема желба за напредок, за работа.
Таа 51 година за прв пат учествував и на еден турнир од републички карактер. Тоа беше младинското првенство на Македонија, што се одржа на Попова шапка. Да ви кажам дека тогаш се сеќавам, немаше патови некој, него од Тетово на една мазга се натоварија шахостите, часовници и фигурите и ние пешки од Тетово до Шапка по тие изохипси се качувавне. Од време на време судијата Пашко Франиш беше така малку покорпулентна личност, ќе се качеше на мазгата колку да се одмори и така стигнавме на Попова шапка и веќе во прво коло играм со Јован Софрески. Тој беше понатаму голем играч за македонски прилики, достигна и до интермајстор, повеќекратен републички првак. И Арнама во прво коло го победив во една убава партија, меѓутоа на крајот сепак Софрески делеше прво место заедно со еден Апостоловски, кој потоа замина во Енглеска да работи и беше признат како врвен лекар, кој што бараше лекови, нешто испитуваше за против ракот. Веќе во 52 година станав првак на градски првак. Градски првак зад мене веќе остана и Зози, и Јонче, и сите други. Тогаш имаше во Битола уште еден добар играч, тоа беше Кире Стојановски. Меѓутоа тој учеше во Скопје и не играше на нашиве градски првенства, иначе во него ќе имав многу сериозен конкурент. Арнома пак од друга страна па веќе и братот Димче почнуваше да се пројавува. 54 година сериозно ми запрети, бидејќи настапи на турнирот, јас бев се уште прв, но тој веќе го освои второто место и ја осеќав сериозно неговата конкуренција. Што мене не ме плашеше, се ме радуваше дека ете уште еден битолчанец во тандем ќе може нешто да допринесеме за шаховскиот живот во градот. Дури 53 година за прв пат Кире Стојановски и јас учествуваме на републичко првенство на Македонија во сениорска конкуренција во Охрид. На овој турнир Кире Стојановски играше подобро и се пласира во горниот дел на табелата, додека јас не бев така нешто во добра форма и се пласирав негде на средината на табелата. Петдесет година исто така фудбалот беше многу популарен во Битола, постоеше она познато ривалство меѓу Работник и Победа Прилеп. 55-тите години во Битола фудбалската екипа на Работник беше појачана со двајца ресенски играчи од Ресен, Шулинчевски и Наум Бутевски. Навистина
одлични играчи. Шулино играше на местото на центар фор, Буте на местото на десни халф, онатаму Шулино замина и во Вардар, Буте во Нишки Радничи. Арнома јас така гледајќи дека некако кога се враќаат од тренинзи по шеталиштето, тие се придружувани од група на млади навивачи, сони, и мене ми падна идеја зошто па јас да не сум исто популарен како што е Буте, како што е Шулино, и јас пак решив да се вратам некако на фудбалот. Желбата да бидеш популарен млад човек со амбиции. Отидов, се запишав во Југ и почнав да тренирам. Па едно месец дена уселени тренинзи, потом бекаве, стекнувам кондиции, трчам и се јавив на утакмица, одиграв, се слеков во дрес, во званичен меч на Југ. И исто играв во десни халф, мене идеја ми беше Буте, ми беше идол. И од југословените Чајковски први чик. Одев фудбал играм, наравно со трема прв пат на игралиште, со трема се плашиш да не нешто направиш некоја љуфка тешка да те публика ко публика. Јас оди некого нападни, некој од публиката, Борче, ајде, матирај го. Јас се викам, море, те видиш, и мене ме знаеле, не сум бил така анонимен, ме знаеле као шахиста, не само бутески, и јас сум бил популарен. И Арнома, ете, тоа поради трема и малку, побарав да ме заменат во второто полувреме и си реков, остави ги луѓето, тој што си е за фудбал, нека си игра фудбал, а ти, Борче, врати си се на шахот, таму тоа ти лежи најмногу. Веќе како четврто пласиран, веќе почнав да идам во обзир за состав на македонска репрезентација и тогаш студент исто така учествуваше на деветото екипно првенство на Македонија што се одржа во Рогатска Слатина во бањата во Словенија. Во студент како појачање пак се собравме сите македонци, репрезентацијата уствари на Македонија, за да може да обезбедиме опстанокот, и до тогаш само испаѓавме ние од таа прва лига. И бевме од провинцијава, да речем, од натрешноста. Сите беа скопски играчи, сем јас од Битола и Љупчо Тиквешански од Штип и Тодор Пукински од Куманово. Тие тројца влеговне во состав на оваа екипа да ја појачаме и да обезбедиме опстанок во лигата, во првата сојузна шаховска лига на Југославија. И тоа беше квалитетно надпреварување, апсолутно таму играше и Васја Пирче, од легендите на југословенскиот шах. И многу велемајстори, меѓународни мајстори. И на тоа такмичење јас бев најдобар во составот на екипата, освоив 5,5 поени од 7 партии, 4 победи и 3 реми без пораз и бев убедливо најдобар во екипата. Можда затоа што играв и на пониска табла, од тие обично, ако оној што игра на прва табла, против себе има и најдобар и од играч од другата екипа. Јас играв на седма табла и Арнома оваков резултат на вистина беше брилјантен за наши прилики и студент успеавме да го освоиме 6-то место, со што избегнавме последните 2 места кои испаѓа од лига. Ете, за прв пат од 56-та година
беше воведен правилото, беше воведен да на екипите бидат во состав на екипите да играат и две жени. Ова со цел да се развие и женскиот шах во Југославија. Во сета моја кариера златна година е 64-та година. Тоа е златна година на битолскиот шах. Кога Битола имаше првак на Македонија во поединечна конкуренција, тоа бев јас. Понатаму екипата на Стево Патакот беше прва во екипна конкуренција на 10 табли пред Скопје, пред сите. И купот го освоиме, значи во 3 категории на такмичења бевме први. 64-та година и екипно и поединечно и куп освоиме. И учествувавме на првенство, сојузно првенство во прва шаховска лига на Југославија. Учествуваше нашата екипа во Пула. Во 67 година и пак на републичко првенство го освои второто место и како второпласиран бев земен во предвид да настапам на првиот турнир средба на солидарност во Скопје. Од Македонија игра покрај мене. Од Македонија на овој турнир играше Софрески, Данов, јас и Васил Панов, четворица. И Нически, 5 души. Али овде беше така дури неочекувано како успеа организаторите да го донесат Боби Фишер на овој турнир. Значи, учествуваат доста добри играчи на овој турнир, начело со Боби Фишер, Ефим Гелер, исто така врвен светски шаховски велемајстор, повеќекратен првак на Советскиот сојуз. И се играше турнирот, започна во Скопје, и уште во првото коло јас по излекувањето на бројките ми се падна да играм против Боби Фишер. Едино пред себе поставив задаток, барем да се однесам коректно, да мислам колку што можам да се потрудам, иначе пролетаријато нема што да изгуби. Рачунав дека Фишер ќе победи апсолутно, затоа што беше веќе тој кандидат и за светски првак и голем играч, фанатик, рекоме. Арно, ама може би има светли моменти, луцида интервала, како се вика тој ден. Одиграв солидно отварање и како што ја замислив потезите, едно 10 потези варијантата, Фишер како Маѓепсен ми одговараше онака како јас што ја рачунав варијантата. Арнома, гледам позицијата, сум зафатил центар со пионите, рачунам дека Фишер веќе стои послабо. Арнома не би бил Фишер ако не виде еден потез поиќе од мене. Кога одигра 11-тиот потез, ми е сврти позицијата за 180 степени. Требаше 4 проблемски потези да пронидам опозицијата, за да ја спасам партијата. И како ќе го одиграв тие силни потези, Фишер ќе ме погледнеше и веројатно во себе мислеше заре може и овој пацер да не пронајди ваков потез. Кога играш со Фишер бараше апсолутна тишина.
публика имаше, меѓутоа некој да шушнеше, тој како што игра вака, вика се, почна веќе, кога виде дека партијава почнува да се наближува кон Реми, почна да станува нервозен. Многу непријатен за игра беше. И еве баш е ова позицијата завршна. Јас ремизирав со Фишер. Ова партија го има прошетано и шаховскиот свет, отпечатена и во повеќе шаховски книги, затоа што навистина одјакна како сензација, како може еден анонимен играч да може да ремизира со Боби Фишер. Ова е позицијата, ево јас ќе покажам дека овде Фишер во оваа позиција ги води црните фигури, мора да игра со овај топ Е4 на Е5, го напаѓа два пати пионот на C. Јас морам да го бранам, затоа што ако топот оди на седми ред, одма се расплинува партијата во Реми. Играм овде, рачнам дека практично имам пион повеќе, затоа што овие му се дуплирани, овој пион како да го имам повеќе. Тој повтор пат игра овдека, сака да го активира топот овамо да ме напаѓа. Јас исто го враќам пион топот. Ако ми дозволи сега топ 2-7 да одиграм, партијата е готова. И затоа тој пак назад, јас на C1 со топот го бранам, тој тука и овде после 3 пати откако се понови позицијата, со смешка си подадовме рака, ми честиташе и можам да ви кажам дека од тогаш секогаш кога ќе се сретнеме во холот на Континентал, се поздравуваме со смешка на лицето, да. 70-та година пак настапив за студент. Јас можам да кажам дека долго траам во шахот и скоро сета своја кариера ја потрошив играјќи за Стео Патако Битола. Меѓутоа и овај пат не можев да одбијам, бев поканет во студент да ја појачам екипата и тоа во отсуство на Софрес, ќе играв на купот на Југославија на прва табла и играјќи за студент во купот на првата табла освоив 3,5 од 5 партии, при тоа го победив на прва табла Ивановиќ, кој покасно стана и велемајстор и првак на Југославија. И имав исто така 2 победи и 3 реми. Ето тоа ми е друго повтор пат, да речеме, да отсаствувам од Стео Патако, меѓутоа брзо сум се враќал, тогаш само за тоа да се одигра тој турнир и повторно се враќав во матичниот клуб и за него играв се до 2009 година. Од 51 до 2009 година, па тоа без малку е 60 години. Чекав дури 81 година, ова е втор турнир што се одиграл во Битола. Мајсторски турнир 1981 година во Битола со учество на двајца велемајстори, доста меѓународни мајстори и судија беше нашиот магистарот Никола. Се играше во Домот на културата
Играв многу солидно и ете, како домашен играч, најуспешен бев, играше и Кире Стојановски, Јован Кимовски од Битола. Јас го освоив трето место одма зад велемајсториите. Прво и второ место делеа Шаховиќ и Кнежевиќ, а трето место јас бев и ја надмашив нормата за освојување на титула за еден поен повеќе освои отколку потребното. Веќе ми се оствари мојата желба да станам мајстор.